Dobar ден, драги дечиња. Добродојдовте на мојата презентација по предметот математика за второ одделение. Јас сум наставник Мерал Шабединовска од Основното училиште Гоце Делчев од град Ресен. Ајде да видиме што ќе учиме денес. Денес, дечиња, ќе учиме за наставната единица, најди ги 5 аголниците. Пред да преминиме во нашите учебници да ја обработиме нашата наставна единица, сакам да ве потсетам на тоа што е тоа петаголник. Петаголник е геометриска 2D форма која е составена од 5 страни, 5 темиња и 5 агли. Подолу на сликата ќе гледаме 2D форми обоени во жолта боја, која што се викаат петаголници, и од десната страна на сликата други 2D форми кои што имаат други различни страни, темиња и агли. И тие се обоени во разни видови на бои. Подолу ќе видиме зошто тие така се обоени во разни видови на бои. Сега, дечиња, да отвориме во вашите учебници на страна 37, првиот дел од вашиот учебник. Значи, што рековме? Рековме дека денеска ќе обработиме наставната единица, најди ги 5 аголниците. Ајде да видиме што денес ние треба да работаме. Најди ги 5 аголниците на цртежот, обој ги со жолта боја, а другите форми обој ги во различни бои. Значи, ние пред нас имаме една убава слика која не асоцира на едно убаво мало градче или едно убаво мало паркче. Гледаме дека во оваа слика има разни видови на 2D форми, кои сите имаат своја убавина. Ние денеска што треба да направиме? Десната страна на учебникот, горниот дел, имаме пример. Гледаме мала кукичка како страничниот дел е обоено со жолта боичка, предниот дел е бел и покривот е сив. Значи, 5 аголниците треба да ги обоиме со жолта боја, а останатите во различни бои. Ајде да видиме, да ги најдиме сега, дечиња, 5 аголниците во нашата слика. Да излеземе на прошетка во нашето мало паркче. Да почнуваме од сааткулата. Да видиме дали ќе заприметиме петтоаголник. Да, јас заприметувам петтоаголник. Предниот дел од сааткулата. Гледам дека е иста форма како што е на примерот горе во кукичката и е обоен со жолта боичка. Значи, продолжуваме понатаму. Гледаме дека позади сааткулата, што е објектот, гледаме дека кукичката има 2 прозорци и дека прозорците се во форма на петаголник. Продолжуваме понатаму. Стигнуваме до другиот објект, до другата кукичка. Гледаме дека предниот дел на кукичката има иста форма како што имаше и страничниот дел на кукичката во примерот. И треба да го обоиме со жолта боичка. Ајде да видиме дали гледаме друга петтоаголна форма на оваа кукичка. Да, гледаме дека горниот дел на покривот, прозорецот му е иста форма како што беше формата во нашиот пример. Видовме дека е петаголник и знаеме дека треба да се обои со жолта боичка. Продолжуваме понатаму. Стигнуваме до кружниот тек и забележуваме еден многу убав бор. Гледаме дека под борот формата
е петаголник. Знаеме дека тоа треба да се обои на во жолта боја. Продолжуваме да шетаме низ паркчето. Стигнуваме до една клупа каде што сакаме да се одмориме и гледаме дека задниот дел на клупата има петаголна форма. И знаеме дека треба да се обои со жолта боичка. Сега се распрашуваме колку петаголници најдовме ние на оваа слика. Сега, дечиња, ќе ви покажам една слика друга, каде што формите се обоени, за да ви е појасно и да можеме послободно да ги избројаме. Значи, најдовме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи, во нашата слика сме имале 7 петаголници. А другите видови форми ќе ги обоите во различни бои и ќе си направите едно мало градче или паркче кое што е по ваша желба. Ви благодарам, до гледање.